Колега Тречулевски, накратко и јас подолга серија на реплики на вашиот говор, меѓутоа се јавам само за оној дел во кој што говоревте за макроекономските индикатори кога зборевме, односно вие говоревте за економскиот раст и тоа дали е необјективно проектиран, односно дали се заснова на необјективни околности или е проектиран онака како што треба. Сакам да разговараме дека во изминатиот период според истите тие релевантни меѓународни финансиски организации кои ги зборувате, македонската економија има најнизок економски раст во регионот. И секоја година остваруваше економски раст понизок од оној кој што истите тие релевантни меѓународни финансиски организации го проектираа. Зошто? Затоа што владата која што беше предводена од СДСМ и од ДУИ потврлаше. Ако и погледнете индикаторите споредбено по било која област, најнизок економски раст од сите земји во регионот. Ако и погледнете странските директни инвестиции, исто имаме најмалку странски директни инвестиции, зборуваме споредбено со земјите во регионот. Што се случува сега? Имаме различен пристап помеѓу различен концепт за буџетско трошење кој што го промовираше владата на СДСМ и новата влада која што е предводена од народ. Наиме, во последниот квартал на 2024 видовме зголемена наплата на даноци, давачки, останати трансфери. Зошто? Затоа што видовме активирање на институциите кои што се одговорни за таа работа. Во овој краток период новата влада обезбеди над 1 милиарда средства кои што ќе се влеат во државата по основ на заем, по основ на странски директни инвестиции кои што треба да ја поттикнат македонската економија. Различниот пристап укажуваше на тоа дека вие само гасевте социјални пожари со разни трансфери кои што за жал нема капитални инвестиции, нема реални вложување и последиците ги гледаме сите, а тоа е намалениот економски раст. Ако и погледнете податоците, ќе видите дека во изминатиот период се подпиравте на јавната потрошувачка, изголемување на јавната потрошувачка, меѓутоа имавте пад во инвестициите. Како капиталните инвестиции, се бележеше пад и во приватните инвестиции, односно во приватниот сектор. Сето тоа не ја загрижуваше вашата влада. Зошто? Затоа што за растот на инвестициите има уште еден критериум, а тоа е дека инвестициите стојат обратно пропорционално со стапката на корупција и на криминал. Не успеавте да направите функционална јавна администрација, не успеавте да создадете правна држава во кој инвеститорите ќе имаат доверба и сето тоа резултираше со оние стапки на економски раст кои што вие денеска, покрај тоа што ја оштетивте економијата, денеска и користите како еден од аргументите за прва линија на напад на новиот буџет, за кој што ќе кажам дека е една предлог стратегија кон која што треба да се движиме. Ви благодарам. Благодарам. Контрареплика.